Дневник на К1. Време е да ги проследиме најновите информации од Вардарското и Квешкиот регион. Најновите случувања, Македонија, свет и спорт. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнис регулатива, промовиран во Кавадарци. Според министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, треба што поскоро да се надмине политичката криза. Продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Поддршката од Велеси Неготинов се помасовна. Подобра усогласеност на бизнисот со законската регулатива и нивно имплементирање и детектирање е целта на инфосесиите кои ги организира Стопанската комора на Македонија. Овие инфосесии се дел од проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнис регулатива. Првите информации од Кавадарци ни ги пренесува Мартина Митков. Со цел информирање на компаниите и институциите за подобра усогласеност со законската регулатива преку детектирање на промените што би сакале да ги видат во соодветни регулативи, денеска во Кавадарци се одржа инфосесија на регионалната Стопанска комора и Епицентар Интернационал. Оваа сесија е во рамки на проектот на УСАИД, партнерство за подобра бизнис регулатива, а се однесува на законската регулатива и правната усогласеност, која ги засега малите и средните предпријатија. Денеска сме во Кавадарци на истата оваа тема, за да се слушнат кои се проблемите на самите фирми, со што се содруваат и да можеме сите овие работи понатака да ги примениме во проектните активности на самиот проект. Главен имплементацијски партнер на овој проект е консултантската куќа Епицентар Интернационал од Скопје, во соработка со трите стопански комори, Стопанската комора на Македонија, Северозападна комора на Македонија и Комората за компјутерски информатиски технологии МАСИТ. Законската регулатива од областа на даноците и царините, Законот за животна средина, работните односи, како и Законот за безбедност и здравје при работа, беа темите на денешната инфосесија. За бизнес заедниците и двете овие подрачја, и даноците и царините, се многу значени за нивното работење. Тие, како подрачја, мора да бидат уредени на тој начин на кој ќе им одговара да дојдат до нивните креативни решенија и предприемнички способности до врв. Односно, и даноците и царината мора да бидат по функција на нивниот развој. Ваквите информативни сесии представуваат можност да се соберат значајни податоци за најгорливите проблеми на компаниите во овие области. Истовремено добиените податоци да се искористат за развивање на соодветни проектни активности. Со поголемата информираност на бизнис заедницата со законската регулатива, нивната примена и процедурите се креира една половна бизнис клима за еден стабилен развој на самите компании, за подобрување на условите на самите компании. Искуството кое што ќе произлезе од ваквите настани ќе се искористи за подобрување на јавно-приватниот диалог во државата во предстојните години во кои ќе се спроведува проектот. Уште еден настани доаѓа од Кавадарци. Денеска се одржа панел дискусија на тема секој може и има право да биде вработен. На истата представници на центар учествуваа представници на Центарот за социјална работа, Центарот за вработување и невладиниот сектор, кои дискутираа за зголемување на активацијата на лицата под ризик од социјална исклученост на пазарот на трудот преку подобрување на нивните вештини, образование, квалификации и олеснување на целосната интеграција во општеството и пазарот на трудот. Партнер на проектот е и Министерството за труд и социјална политика.
Самиот наслов, како што кажува, наменета е за лица маргинализирани. Намерно го потребивме овој наслов, бидејќи опфаќаме лица кои се во социјален ризик, но и лица кои се наоѓаат баш на маргините на пазарот на труд, бидејќи во активностите што ги спроведовме, наидовме на голем контингент на млади лица кои реално се соочуваат со предизвиците на пазарот на труд и тешко вклучување на истиот. Пристапивме кон холистички кон овој проблем, значи сватевме дека треба да вклучиме повеќе чинители. Почнавме од професионалците во центрите за социјална работа и центрите за вработување. Прво остваривме вмрежување со работка и нивна обука. Тие се сега во моментот во улога на социјални ментори. Економско-социјалниот совет ќе продолжи да работи на прашањата поврзани со развојот на македонската економија и создавањето на пристојни работни места. Ова го истакна министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими во своето обраќање на форумот Работата во иднина. Меѓу другото, тој истакна дека политичката криза негативно влијае на економијата и можностите за вработување. Најголем предизвик во Република Македонија представува политичката криза, која негативно влијае на економијата и можностите за вработување. Ова е оценката на министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, дадена за време на форумот Работата во иднина во организација на Меѓународната организација на трудот. Колку што повеќе се влошува политичката криза, тоа ќе значи намалени можности за вработување, намален економски раст и се надевам дека ќе смогнеме сите сили да мислиме пред се на Македонија и за доброто на идните генерации. Верувам дека ќе најдеме модус за да се реши ова криза и Македонија да оди во она насока во која што одеше во претходниот период и во иднина. Во текот на изминатиот период, земјава може да се пофали во делот на намалување на степенот на невработеноста, истакна Ибрахими. Од 39 во 2006 дојдовме на 23,1 на почетокот на 2016 на крајот на 2016 година, но со интенција да до 2020 година таа бројка тој степен на невработеност се намали некаде на 18,1%, но пак ќе напоменам. Постигнувањето на сите овие цели сепак ќе зависи од многу фактори, а сега во моментот најголем фактор е политичката криза. Приоритет на земјава според Ибрахими треба да биде унитарниот карактер и економскиот раст. Политичката криза има негативно влијание и истата што поскоро треба да биде надмината, смета Ибрахими. Граѓаните на Велес секојдневно ја даваат својата поддршка кон иницијативата за заедничка Македонија. Пред присутните вчера вечер говореше Томе Велинов, кој истакна дека не се против албанците, турците, србите, ромите и бошњаците, туку дека се против платформата која значи крај на унитарниот карактер на Република Македонија. Борбата на македонскиот народ секогаш била долга и макотрпна, но секогаш македонците успевале да се изборат за својата цел, за својата Македонија. И оваа долга борба за зачувување на Македонија е тешка и ја водиме против предавници, потпишувачи на платформи, странски амбасади и странски државни чиновници, порача од предспоменикот на Панко Брашнаров Славе Радевски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Еден македонски револуционер некогаш рекол: не се плашам од душмански куршум, но се плашам од предавнички збор, особено кога тој збор доаѓа од родот мој. Историјата се повтори овој пат, македонски народе, но знаеме и сме сигурни дека ќе успееме. Ќе успееме затоа што ние ја сакаме Македонија унитарна, обединета, да продолжи како што живееше. Македонскиот јазик е тој што не прави посебни од другите народи и го чува нашиот идентитет. По него се препознава државата и народот кој живее во неа, истакна Томе Велинов. И вечерва ќе кажеме дека ние немаме ништо против албанците, турците, србите, ромите и бошњаците. Ние сме против платформата која значи крај на унитарниот карактер на нашата држава. Затоа уште еднаш ги повикувам политичките партии да се откажат од неа за опстанок на нашата
татковина Република Македонија. Имаме обврска и должност да ја зачуваме Македонија унитарна и таква да ја оставиме на нашите поколенија, порачаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестите продолжуваат. Протестен марш вчера вечер и на улиците во Неготино. Пред присутните говореше Елена Стојанова. Таа рече дека со маршот се дава поддршка во искажувањето на бунтот и револтот кон оние кои не сакаат да го слушнат гласот на народот. Како и секоја вечер, така и вчера вечер во Неготино се одржа протестен марш на иницијативата за поддршка на Македонија, на која пред присутните се обрати Елена Стојанова. Таа рече дека со маршот се дава поддршка во искажувањето на револтот кон оние кои не сакаат да го слушнат гласот на народот. Ама народот станува се погласен и погласен и сакале или не, нагласи, мораат да најдат начин да го смират ова бунтување кое го создадоа тие. Дали ќе биде отфрлање на тиранската платформа или коалиција која нуди ВМРО ДПМНЕ или пак нови избори, што треба да е најдобриот излез. Сметам дека освен од овие три работи, ништо друго нема да ја подобри ситуацијата во Македонија. Стојанова вели дека после толку време, кога светот не призна како македонци, како Република Македонија, некој ќе не негира до таа мерка дека и воопшто не сме постоеле. Па и дома да ни кажува како да се викаме и кој јазик да го зборуваме. Да им повториме на претениците на ВМРО ДПМНЕ за нивната важна историска улога во овој момент и да им повториме дека не смеат да дозволат да се избере председател на собранието кој нема да се откаже од тиранската платформа и нејзината суштина. Јазикот е наш македонски, таков ќе остане на територијата на целата држава. Затоа да се бориме сплотени, да го сочуваме јазикот како обележје на нашиот народ, нација и држава. Се знае на кој јазик се зборува во оваа држава и на кој јазик ќе се зборува, а тоа е македонскиот, додаде Стојанова. Весна Стојановска-Богоевска од СДСМ денеска обвини дека во населеното место Иванковци и покрај тоа што постои амбуланта, лекар нема. Таа истакна дека граѓаните се за вршење здравствени контроли и прегледи се приморани да патуваат до Велес. Општина Велес со демант. Во населеното место Иванковци нема лекар. За редовни прегледи, контроли и други здравствени услуги, жителите се приморани да патуваат до Велес и дополнително да трошат пари и време. Обвинија денеска од СДСМ, истакнувајќи дека иако во селото има објект за амбуланта, лекар нема. Иванковци е само едно од повеќето велешки села, на кои им е оневозможено да имаат лекар и основни здравствени услуги. Недозволиво е село, како што Иванковци во 21. век, властите да не обезбедат ниту еден лекар кој континуирано ќе се грижи за здравјето на граѓаните. Со писмена реакција реагираше општина Велес, во која стои за елементарното непознавање на работите од страна на СДСМ. Ке им предочиме дека руралниот лекар посетува 11 населени места во општина Велес. Тој проект представува еден од проектите за кои граѓаните имаат најпозитивно мислење, затоа што дури во 11 населени места сега имаат примарна лекарска заштита, нешто што во времето кога СДСМ беше на власт го нема. Стои меѓу другото во писмената реакција на општина Велес. Агенцијата за храна и ветеринарство набави нова опрема со цел модернизација и осовременување на своето работење. Набавени се 42 автомобили и едно теренско возило, 197 лаптопи, 35 мултифункционални печатачи, 2 машини за копирање, заштитна облека, термометри, даталогери, ПХ мерачи и заштитни маски. Возилата и опремата се купени со околу 1 милион евра средства обезбедени од програмата ИПА 2012. И досега агенцијата беше на ниво на институциите на Европската Унија, но сега речи си е во рангот на најсофистицираните, истакна директорот Зоран Поповски. Во продолжение вести од Македонија.
Пратеникот од ДУИ Ејуб Халими на конститутивната седница во Собранието на Република Македонија ја прочита декларацијата која е потпишана од албанските политички партии. Како што рече тој, првата точка е постигнување на целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот, потоа правилно спроведување на принципот на мултиетничност во Уставот на Република Македонија, каде албанците се сметаат како државотворна нација, поддржување секаква правна и уставна иницијатива која ја зајакнува националната рамноправност за албанското население. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Усвојување на резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот 1912-1956 година. Меѓу другото, платформата предвидува економска рамноправност, остварување правична застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и правдата, остварување правична застапеност во сите нивоа на централната власт, како и во јавните служби или предпријатија со јавни акции, изјави пратеникот на ДУИ. Пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски пак од собраниската говорница рече: денеска ако најдеме гаранција да го распуштиме Собранието на Република Македонија, уште денес ќе биде избран председател на Собранието, што ќе има единствена улога да распише брзи локални избори и да распише брзи предвремени парламентарни избори. Па со оваа платформа, ако победите заедно со сите ваши ветувања за минималната плата, радиодифузна такса, ако победите, ние нема со ниту една запирка да ве стопираме за да ги реализирате ветувањата. Да најдеме гаранција, денес ќе избереме председател и ќе го распуштиме Собранието, истакна Димовски. Додаде дека ВМРО ДПМН и коалицијата немаат проблем за председател на Собранието или на било која друга функција која ја бира Собранието да биде избран албанец, турчин, србин, бошњак, влав, ром. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск идната недела ќе ја посети Република Македонија, јавува МИА. Повод за посетата на првиот човек на Евросоветот е мигрантската криза, улогата на Македонија во справувањето со неа, како и политичката состојба во македонската држава. Посетата на Туск на Македонија ќе се случи во пресред на се почестите предупредувања од нов бран бегалци, а како последица на се посилните тензии меѓу Европската унија и Турција и заканите за раскин на договорот за мигрантите. Ова ќе биде трета посета за 2 години на Доналд Туск на Република Македонија, а како и на претходните 2 гостувања. И овој пат домаќин на Туск во Скопје ќе биде македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. На последната средба во март 2016 година Туск и Иванов дискутираа за постигнување на заедничко европско решение за бегалската и мигрантската криза. На тогашната средба Иванов предупреди за илегалната миграција, укажувајќи дека Македонија нема да дозволи зголемување на безбедносните ризици од мигрантската криза. Македонскиот председател тогаш порача дека Македонија ќе ги преземе сите активности за заштита на државните граници и за зачувување на националната безбедност. Македонија е официјално извозник на говедско месо во Европската унија. Ова денеска го изјави директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Од 7 март, кога Македонија е официјално ставена на листата, компаниите од месната индустрија и кланиците може да извезуваат говедско не само во земјите на Европската унија, туку и во трети земји, истакна Поповски. Ова значи освојување нови пазари, но и шанса повеќе за реализирање нови домашни и странски инвестиции во секторот. Странски компании се
се заинтересирани за влез во примарното производство, додаде Поповски. Бројот на говеда во земјата се зголемува, се увезуваат се повеќе високопродуктивни млечни раси, а ова е можност да се зголемат и висококвалитетни товни раси. Потенцијалот е огромен, рече Поповски. Од јануари годинава Македонија е ставена и на листата за извоз на конзумни јајца, живина, живинско месо и риби на пазарите во Европската унија. Најмалку 5 лица загинаа денеска при експлозија во автобус во квартот Ал Захра во градот Хумс, јави сириската новинска агенција Сана. Агенцијата наведе дека има и повредени луѓе, но не го прецизира нивниот број. Сирискиот центар за мониторинг на човекови права со седиште во Лондон исто така јави дека во нападот загинале 5 мина. Следуваат останатите информации од светот. Авион Боинг 737 се запали при слетување на аеродромот Франциско Карле во Перу. Во авионот се наоѓале 140 патници, а високиот професионализам и искуството на екипажот спречија да дојде до поголем инцидент. Ниту еден од патниците нема сериозни повреди, стои во соопштението на компанијата. Најверојатно пилотот ја загубил контролата над авионот, откако тој слетел на земјата. Десното крило се распаднало и избувнал пожар. Министерството за транспорт и врски на Перу изјави дека авионот се запалил како резултат на присилно слетување, а истрагата е во тек. Циклонот Деби, која погоди вчера австралиската држава Квинсленд со ветрови со брзина до 260 км на час, го намали интензитетот при преминувањето на копно, но предизвика материјална штета. Невремето кое го погоди североисточниот регион блокираше многу патни правци поради паднати дрвја и дълноводи, а многу чамци беа исфрлени на копно. Австралиската армија испрати автомобили, хеликоптери и најнеопходни продукти кон погодените региони. Околу 60.000 куќи се без електрична енергија, неколку населени места се отсечени од светот без пристап до комуникации. Спасувачките екипи се обидуваат да стигнат до тие зони, за да се уверат дека луѓето се безбедни, изјави полицискиот комесар Јан Стюарт. За сега нема податоци за евентуални загинати. Еден маж беше повреден при уривање на ѕид во градот Прозерпейн, но неговата состојба е стабилна. Председателот на САД Доналд Трамп ќе присуствува на самитот Г20 што ќе се одржи во Хамбург, Германија на 7 и 8 јули, соопшти Белата куќа по телефонскиот разговор на Трамп со германската канцеларка Ангела Меркел. Во соопштението се наведува дека Трамп ги честител на Меркел изборните резултати. Во телефонскиот разговор двајцата лидери разговарале за посетата на канцеларката во Белата куќа од 17 март. Председателот соопшти дека го радува фактот што на 7 и 8 јули ќе учествува на самитот, се наведува во соопштението од Белата куќа. И денеска имаме сончево и топло време со слаб до умерен ветер од северен правец. Дневната температура се движеше до 21 степен. Какви температури не очекуваат наредните денови во продолжение?
Ова беше последната информација. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.